Здраво на сите и добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Јас сум Мери и ги поздравувам специјално сите љубители на астрологијата. Добродојдовте сите. И денеска сакам нешто специјално со вас да поделам. Тоа е една соларна еклипса која не очекува на 24-23 година во знакот Овен и една млада месечина. Што значи се тоа е една соларна еклипса? Кога Сонцето, месечината и планетата Земја имаат се на една иста линија, тогаш се случува соларна еклипса. Тоа значи дека се затемнува Сонцето. Значи, кога месечината доаѓа пред Сонцето, тогаш се затемнува Сонцето и сите луѓе во тој период се плашат. Зашто? Па затоа што Сонцето се затемнува и тоа баш во 6 часот и 16 минути, каде што овде сум ја направила сега оваа натална карта, каде што е градот Берлин ставен, затоа што ја тука живеам во Германија. А секако вие, ако имате друг софтвер, исто важно е да знаете дека треба да го ставите тој град каде што сега вие живеете. И може нешто друго да биде, може некако другшие да изгледа таа натална карта. Меѓутоа, Сонцето и месечината се наоѓаат во знакот Овен, тоа е така ќе си остане. Сега малце да разработиме оваа ситуација, да знаеме што може да не очекува оваа соларна еклипса и млада месечина на 24-23 година. Да ви објаснам што значи тоа Сонцето во астрологијата. Значи имаме тука неколку повеќето опции за тумачењето на Сонцето. Значи на прво место Сонцето представува нашата свест. Потоа Сонцето ни го покажува патот кон себе, развојот на тој личен развој, затоа што ние сме родени во оваа планета, во оваа преубава планета за да се развиваме, а не да останеме на едно исто место. Значи само тогаш можеме да бидеме нешто целовито, затоа што животот е еден развој и раст сигурно. Значи секаде каде што е Сонцето поставено и во кој знак е поставен, тогаш треба да го тумачиме исто така и квалитетот на тој знак и така можеме да одлучиме кој фокус го имаме во оваа инкарнација. Што друго представува Сонцето во астрологијата? Сонцето го представува исто така еден од нашиот родител, а тоа е таткото, а месечината ја представува мајката. Во женскиот хороскоп тоа исто така го представува и партнерот. Сега, младата месечина, што значи млада месечина? Млада месечина значи кога Сонцето и месечината се спојуваат, тогаш имаме млада месечина. Секогаш во тој случај имаме могуćност да почнеме нешто сосема ново. Како што можете да видите во оваа натална карта, сега се наоѓа Сонцето на 29-тиот степен во знакот Овен, исто така и месечината на 29-тиот степен во знакот Овен. И како што реков, кога овие две енергии се спојуваат, имаме исто така една млада месечина. И секогаш кога е соларна еклипса, секогаш да не заборавите дека северниот јазол има тука исто така една голема улога. Значи, кога е он исто тука инволвиран, тогаш имаме една од еклипсите или соларна или месечна еклипса.
Значи на 29 степен во знакот Овен. Сега може да и знаете, може да и не, дека еден зодијачки знак има 30 степени. И сега можете одма да си одлучите што значи 29 степен, па тоа е веќе ден на крај, готово, нешто се завршува тука. Значи тука доаѓа крај на нешто, а во исто време исто така имаме и нов почеток, затоа што имаме млада месечина. Значи овие две енергии, Сонцето и месечината, прават исто така конјункција со Јупитер исто така, значи Јупитер ја поддржува оваа еклипса, све што е тоа, да речеме, негативно, што сите може луѓе се плашат од тоа кога Сонцето ќе се затемни, тоа енергијата се губи. Да, сета таа енергија, таствената енергија се губи. Сонцето во знакот Овен, што представува се, значи Овен? Па Овенот е импулзивен знак, он е кардинален знак. Секогаш он означува нов почеток. И со младиот месец имаме една могуćност да почнеме да работиме на нашите нови цели. Сега, да видиме тука кои се тие важни други аспекти. Значи, на ова соларна еклипса не очекува еден доста неповолен аспект. Како што можете да видите, имаме една квадратура со Плуто, кој што се наоѓа во знакот Водолија, веќе тоа е на 0 степен. И што значи тоа кога, например, Сонцето или месечината прават една квадратура со Плуто, во кој што се наоѓа во знакот Водолија? Значи, како што реков, Сонцето имаме повеќето опции што може да значи Сонцето во знакот. Тука е сигурно екзалтиран. Значи, тоа представа јас сум. Јас. Значи, таа е таа енергија. И сега, кога ќе имаме квадрат со Плуто, значи, што се случува? Се губи таа моќ што ја имаме, што ја има нарочито Овенот. Значи, се губи таа свест. И, значи, се затемнува нешто, таа моќ што сме имали можда, се губи. Едноставно се губи. А зашто се губи? Па сигурно планетите не сакаат нас нешто лошо да ни направат во животот. Затоа се работи тука за еден личен развој. Иако се работи за еден личен развој, секогаш ќе имаме некогаш тие неповолни аспекти, тие квадрати, нарочито со Плуто и Сонцето и Плуто. Тоа е доста еден неповолен аспект. Меѓутоа, со овој аспект имаме толкава моќ. И ако нешто губиме, сигурно се губи нешто. Па на тоа што сакаме нешто да задржиме, а веќе не ни одговара. Тоа треба да го отпуштиме. Отпушти го тоа. Без страх. Значи, што можеме да направиме на оваа соларна еклипса? Ако може да се чувствувате некако да ви биде нешто тешко, немате концентрација, губите фокус, ништо лошо не е тоа. Затоа што имате голема шанса да бидете уште похрабри, значи да растете повеќе, да бидете храбри и да си поставите нови цели, нов фокус. Значи, оваа соларна еклипса ќе ве натера нешто да завршите. Нема веќе тоа. Задржување на нешто нема, затоа што Плуто руши све. Плуто не остава никаква трошка. Сруши све. Това значи, не се плашите од тоа, секогаш тоа носи нешто добро. Значи, психолошки гледано, астропсихолошки гледано,
треба да работиме на своите блокади, на својот страф и на конфликти, за да можеме во високо ниво на личен развој да добиеме. Значи, тоа е таа квадратура Сонцето квадрат со Плуто. И нешто се завршува и нешто ново можеме да почнеме. Значи, поставете си нова цел, нов фокус. И ако во овој период се чувствувате немоćни, бидете само во мир, отпуштете се и поставете си нови цели, нов фокус. Одвоите се од нешто што веќе не ви припаѓа, што нешто не ви одговара. Така ќе можете во следните 6 месеци, како што оваа соларна еклипса, таа енергија, ќе можете да искористите во следните 6 месеци. Значи, тоа беше еден специјален аспект што сакав да го разработам со вас, да не се плашите од таа, затоа што повеќето астролози тоа го тумачат како едно нешто страшно, демек ете Сонцето се затемнува, нашата планета Земја ќе се затемни. Тоа што значи дека не значи дека цела наша планета ќе се затемни, само на тоа место каде што се случува. Значи, мислам дека е тоа во Азија се случува оваа соларна еклипса. Овде во Европа тоа не може да се види, на жалост. Ете, тоа беше само на кратко за сега што можеме да очекуваме за оваа соларна еклипса. Бидете поздравени и уживајте во животот. Затоа сме тука сите родени, да уживаме и бидете среќни. Ако ви се допадна ова видео, поделите го и кој е заинтересиран за читање на неговата лична натална карта, слободно можете да ме консултирате преку и контактирате преку овие социјални мрежи. И до тогаш ви посакувам секое добро. Чао!